Сега едно исто толку интересно, провокативно прашање што верувам дека ќе ги натера оние кои не слушаат на размислување. Доколку тоа би се случи, почитувани ве уште еднаш, нашиот телефон за контакт е 311-305 напред петка. Еве го тоа прашање. Се зборува дека Јупитер е некаков заштитник на планетата Земја со неговата моćна гравитација. Има ли вистина во тоа? Како може ова планета да не заштити? Па да, во најголем број случаи Јупитер е заштитник на самата Земја. Јупитер е пета планета од поред по сончевиот систем. Од Сонцето во просек е оддалече некаде околу 770 милиони километри и диаметрот му е некаде околу 142.000 километри, значи на неговиот екватор може да се наради отприлика околу 12 земји. Тоа е гасовита планета, нели, со една моćна гравитација. И за него голем број од научници сметаат дека тоа всушност е некаква промашена звезда. Значи, он кога би имал диаметар едно 2 пати поголем него што е сега неговиот, значи он би можел да го направи процес на нуклеарна фузија и да започне да свети како сонце. Меѓутоа, за мал сонце пак не успел да се формира Вселенска столна ламба. Да, вселенска столна ламба, така да тоаш би имале две сонце и кој знае дали тогаш животот би се појавил на земјата. Меѓутоа, што се однесува како заштитник, он се јавува како заштитник затоа што ги држи во баланс астероидите кои што се наоѓаат некаде од 350 до 500 милион километар некаде раздалечено од сонцето. Исто така и со својата моćна гравитација сите комети што доаѓаат од надвор, значи сите астероиди, целиот оној вселенски отпад што лута низ сончевиот систем, он го привлекува и со тоа не дава сите овие парчиња од овој вселенски отпад да трнат земјата, према земјата, према месечината и слично. Меѓутоа, постои една група на научници кои што сметат дека на некој начин он па може и да предизвика некаква катастрофа на земјата од причина што може да го преусмери движењето на самиот тој вселенски отпад, да речеме, или некоја комета или некој камен и да преусмери во еден сосема друг правец. Да пренасочи кон нас. Да пренасочи кон нас, што, да речеме, тоа е мала веројатност. Веројатност изнесува 1 према неколку стотини милиарди, меѓутоа као веројатност сепак и тоа постои. Иначе, може да се сеќават 1997 година, тоа НАСА го сними, кога една комета под име Шумахер-Леви удри на планетата Јупитер и при тоа, нели, пошто она е гасовита планета, убаво на слика се виде оној удар од самата комета на планетата Јупитер. Иначе, оваа комета го доби името по едни двајца постари астрономи кои што ја пратеа долго време оваа планета, оваа комета и кои што всушност на некој начин го усмерија, дадоа први признаци дека оваа комета може да биде заробена од планетата Јупитер и да удри планетата, што 97 година тоа и наистина се... Да. Забавно ли е, предизвик ли е да се следат кометите во нивното движење? Па, кометите, видите, кометите обично се претежно тоа е... Беше можна атрактивна халевата комета. Да, халевата, најпозната е халевата комета. И во принцип... Кој година се сеќавате ли последен пат? 86-та година. Последниот пат халевата кој дел од годината? И па мислам дека се јави, сега не ми текна, мислам дека беше летно време. Лето, да. И она што е карактеристично за кометата, за халевата комета, тоа е всушност едно парче од мраз, налик на компир, значи со димензија од 16 километра на 9 километра, кој што некаде на 76 години се
периодична. Да, се врти, се кружи околу. За оваа комета се вели дека само еднаш во животот може да. Да, еднаш во животот може и иако самиот неизин откриваш. Значи, оној човек кој што предвидел астрономот Едмунд Хале, он ја предвидел, меѓутоа никогаш не ја видел. И после неговата смрт, она во негова чест е крстена како Халеева комета. Тоа е иронија. И тоа е, да, иронија во самата астрономија, меѓутоа оваа комета настане доста поврзан со оваа комета, тоа е незиното предпоследно појавување овде на земјата во 1911 година. Таа година, видите, еве на кратко ќе објаснам само што е комета. Комета, самиот назив, значи она јадрото на што го испушта околу незе, околу самото јадро, се нарекува кома, и тоа на италијански значи коса. Значи налик нешто што наликува како коса, и она е составено од опашка, и обично кога доаѓа некаде од близу Јупитер, незе влие оној сончев ветар и незе почнува да ја топи. И ние овде, од овде кога земјата, сите ние гасови што ги гледаме, и гледаме као некоја опашка на кометата, и таа опашка може да достигне некаде до 200 милиони километри. Должина, да. И сега таа опашка е составена претежно од пареа и од разни честички гасови што се наоѓаат во незе. И сега 1911 година тогашните новинари, као денеска што беше направено, мислам овој период што се направи со Нибуру, тогашните новинари пишуваат дека земјата ќе помине низ опашката на Халеевата комета. И тоа навистина беше точно. Меѓутоа новинарите тука пишуваат дека таа опашка е составена претежно од отровни частички од цианид, од кои што ќе дојде до една катастрофа значи човештвото на некој начин ќе биде угушено од тие частички отровни што се наоѓаат во самата комета. И во тоа време самите граѓани на Америка, кај што беше најизразито тоа, почнаа да купуваат да ги спремаат своите домови, маски, да ги затвараат вратите со разни средства за да не влезе тој газ. Маските во тоа време беа најактуелни, па дури имаше луѓе оние кои што не сакаат да бидат на таков начин затруени, они вршеа и самоубиство. Значи не сакаа едноставно да бидат затруени од тој газ, они така го смета, извршува самоубиства. Дури самоубиства се случува и откако земјата помина низ опашката од Халеевата комета. Точно е тоа дека во самата опашка постојат некои штетни субстанции, меѓутоа тие се во толкава мала количина. Ние честички од овде ги гледаме као нешто густо, меѓутоа хипотетички зборам, кога би се нашли ние таму, една честичка има овдека, другата се наоѓа на расстојание од 10 метри, значи се работи за една многу ретка материја во тој дел таму кога. Меѓутоа од овде од земјата се гледа како една целина, како нешто густеж. И тоа всушност предизвика еден таков хаос во Америка, да тоа повторно велам, доведе и до неколку така самоубиство од едно непознавање на самата астрономија како наука. Има доста што од Вселената, да ги наречеме во оваа прилика заканувачи за стабилноста на планетата Земја, за продолжувањето на животот на оваа планета. Но ако немаш ништо против, наближуваме кон 1 час, да го ставиме тоа за повестите за малку подосна. За астероиди, зборуваме за комети, за супернови и така натаму, како можни заканувачи по безбедноста на планетата Земја. Сега, колкави вселенски тела, колкави би биле тие астероиди и комети, а да бидат опасни по нашава планета, и дали постои каква таква категоризација на опасни небесни тела? Да, во редот на најопасните небески тела што се во земјата се
кометите, и тоа долгопериодичните комети и астероидите. Кометите као такви се делат на краткопериодични и на долгопериодични комети. Сега сите овие краткопериодични комети што се движат некаде на 200 до 300 години на Земјата, па и повеќе, на некој начин се науката ги има забележено. Меѓутоа ние долгопериодични комети што се уведно до 5000 години отприлика, кои што не се забележани на ниедно место во светската историја, на некој начин представуваат опасност према Земјата. А што се однесува до астероидите, Преска рекова, астероидите се мали планети. Првиот астероид Церес е откриен 1801 година, значи на основу на Тициус-Бодовото правило, значи уште од тоа се сумњало дека во просторот помеѓу планетата Марс и планетата Јупитер најверојатно мора да постои некој небеско тело. И по низ за истражување, нели, откриено во 1801 година е откриен астероидот Церес, значи со димензии некаде од околу 280 км диаметар. После тоа се откриени останатите астероиди, значи тука се Виста, па откриене Палас, па Јуно, па Виста и така натака. Значи во споставене некој ред. Меѓутоа сите овие се мали небески тела и на некој начин представуваат опасност према Земјата. Што се однесува до нивната класификација, значи они се делат на три дела. Во првиот дел се наоѓаат оние астероиди кои што се од 1 па до 10 метра имаат некој си диаметар. И еден таков удар со астероидот отприлика да го земеме од 10 метра е еднаков на отприлика на речиси на, па може да се каже, не на атомската бомба што е фрлена во Хирошима. Зашто е опасен тој удар? Мислам, опасен е таа причина што самиот астероид се движи со една голема брзина, огромна брзина, околу 20 км во секунда. Значи тоа на час кога би го пресметале, тоа е некаде околу 75.000 км на сат. Сега замислете си една таква маса да удри на ова. Прво што ќе направи, значи ќе направи еден кратер од прилика 10-15 метри поголем него што е неговиот диаметар, ќе дигне една таква голема прашина, мислам, кој што ќе парчиња ќе полетаат во космосот некаде, во атмосферата некаде во висина од неколку километри, кои што нели после неминовно ќе паднат, ќе направат една штета. Самиот удар ќе биде проследен со една голема топлина, мислам, значи тој целиот околен терен тука што ќе го... И сега не би сакал да прогнозирам, да речеме, меѓутоа, она што се вели, да не е Господ удри, мислам, во некој такво урвано место, иначе било кој град да речеме под предпоставка кога би го задесило на таква несреќа, повторно билам, не дай Боже, сигурно би поминало накако што поминале Хирошима и Нагасаки. Во втората категорија се оние астероиди што се некаде до 100 метри. Значи, и отприлика веќе ова се работи за доста опасни небески тела, кои што веќе не се во опасност само градовите, него во опасност може да се најде една држава, нормално поголема од Македонија. Снагата исто брзината е, као што реков, некаде од 15-20, па може и повеќе километри во секунда. И замислете се еден огромен камен од 100 метра, кој што носи една толкава енергија, што би направил на една таква територија. Иначе еден астероид со диаметар од 100 метра кога удрил, он е идентичен како една бомба хидрогенска од 100 мегатони. Еве само за споредба да направам, првата нуклеарна бомба, атомска бомба што е фрлена во Хирошима имаше снага од 10 килотони, а втората што беше фрлена на 9 август во Нагасаки имаше снага од 13 килотони. Значи, а еден ваков астероид од 100 метра со себе носи на разорна моќ како една бомба од 100 мегатони. А еве повторно ќе направам една упоредба. Најголемата бомба која што е направена, тоа е една руска бомба, наречена Цар на бомбите, има снага од 500 мегатони.
А иначе оние катастрофални астероиди што се нарекуваат, значи кои што може да уништат некаде од 80 до 90% од животот на земјата, веќе се рачунаат со километри. Значи направена на класификација и одредена до оној катастрофален астероид би имал димензии поголеми од 2 километра во диаметар. Едно хипотетично прашање. Што ќе се случи доколку од било која причина се сопре месечината или планетата Земја во нејзиното ротирање, во нејзината траекторија во движењето? Па, мислам, ко прво не би ни сакал да замислам што би се случило, затоа што, еве да речеме под предпоставка некој кога би можел да ја сопре месечината, значи, прво до нејзе најблиско гравитационо тело кое што ќе делува на месечината, ќе биде Земјата. И самата месечина, значи, ќе паѓа едноставно према Земјата. Сега може да се замисли еден таков судир од 3784 километра кој што има диаметар со Земјата. А иначе Земјата кога би се соприла, пошто на нејзе гравитационо највеќе делува Сонцето, она за неколку месеци би паднала према Сонцето. Пред некои 65 милиони години настрадаат диносаурусите. А дали од ваква или слична причина? Па, диносаурусите, оно што се случи со нив, се случи некаде пред 65 милиони години. И во нив удри еден од астероид од фамилијата така наречени баптистини. Овие астероиди некаде пред околу 160 милиони години си имаат судар меѓу себе, така да почетокот на тој судар беше некаде од околу, значи започнуваше пред 160 милиони години. Што се случи тогаш? Се предпоставува дека некој астероид, а голем број научници сметаат дека тоа всушност не бил еден астероид, него дека биле повеќе астероиди, кои што удриле во областа Јукатан поточно, во тој рогот од државата Мексико. Така и ден денес постои еден кратер, кој вие што го нарековте во најавата Чикшупап, некаде со димензија од околу 180 км. Се работи за еден наистина огромен кратер. Сега, еве да се вратиме хипотетички што се случило тогаш. Значи, тоа е периодот на диносаурусите, отприлика некаде пред 65 милиони години. И еве да речеме сме биле таму и во моментот само на небото гледаме една линија како се појавува, значи без разлика дали било ден или ноќе. Поточно јас сметам дека тоа биле повеќе линии, значи паѓале по голема група на астероиди, меѓутоа едниот е бил катастрофален кој направил таква една огромна штета. При тоа, значи таа линијата е повлечена, астероидот со димензии некаде од 10 до 17 км, значи паѓа удира према Земјата. Самиот тој прв удар е проследен со еден силен тапниш, со една висока температура која што се ствара и со една огромна количина на исфрлени камења и материјали во атмосферата. При тоа Земјата од еден таков удар се понаша, значи почна да се таласа, малтене као водата што се таласа која ќе падне некако си камен езе. И нормално еден таков удар буквално ја буши и самата кора на Земјата. И при тоа нормално нели доаѓа до истекување на газ метан, кој што најверојатно во тој период бил потпален од некоја причина, од некоја било каква причина, можел да биде запален од гром. Така да едноставно целата околина започнува да гори. При тоа
се создава, нели, од самиот удар, се создава една огромна прашина, која што буквално била целата земја обиколна од една прашина. И при тоа доаѓа до намалување на температурата, значи за неколку отприлика за 10 степени во просек. Така да во првите 2-3 години после тој удар, поради немање на сонце, значи не може да се развива растителниот свет и при тоа нели не можат самите диносауруси да живеат, а при тоа започнува таа нивна титка смрт, значи од губење на храна. Сега кога поминува тој период од расчистување на таа прашина, значи во горните слоеви постои се уште јаглероден диоксид и веќе се ствара оној ефект на стаклена градина, значи сонцето може да влезе, меѓутоа не може да излезе, значи нешто слично кое што е Венера, и доаѓа до зголемување на температурата веќе. Така да самите диносауруси во голем дел не настрадале можда толку од тој удар што бил од самиот астероид, колку што подоцна изумреле поради еден голем недостиг на храна. А добро, што се случи, Зоране, во Тунгускаја, во Сибир, 1908 година, 1908? Да, Тунгускаја е еден типичен пример од поновото време, кој што е доста забележен. Видите, астероид кој ќе падне на земјата и кој ќе биде проследен со еден звучен сигнал се нарекува болид. И оттаму во астрономијата тој е познат како сибирски болид. Иначе он има удрено на, мислам, на 30 јуни 1908 година во местото Тунгускаја и денеска оттаму потекнува и оној назив Тунгузија, преведено на нашки. Се работи за еден астероид со димензија од околу 60 метра. Значи, кој што експлодира во атмосферата некаде на висина од 8 км. Ударот на овој астероид бил толку силен да сите дрва што се во радиус од 20 на километра, он ги бута така да сите дрва се наместени као стрелките на часовникот, значи од центарот према страните. Значи буквално од корнети, а сите дрва што се на растојание од 40 км, значи радиус 40 км од епицентарот на експлозијата, се буквално исто така легнати и запалени. Во самиот момент на ударот се ослободува голема количина на топлинска енергија, значи проследена со оние ударни вибрации. И луѓето што биле, пошто таа експлозија била во рани тутински часови, меѓутоа земјоделците у 7 часов, мислам 7 часови и 30 минути прилика била толку. И луѓето кои што биле на 400 километри од тој ударен талас, значи од прилика некаде као тука до Белград, пошто се работи за еден предел кој што нема планини, него еден малтен еден предел као наша Пелагонија или Овчев поле, значи рамница. Да. Луѓе кои што биле на 400 километри биле бутнати од тој силен, од таа силна вибрација што се креала при самиот удар. Самата експлозија, значи самиот звук на таа експлозија се слуша некаде на 1000 километри, значи прилика тоа е растојание кој се слушнало до Љубљана, прилика од тука. И снагата која што се ослободува од овој астероид изнесува некаде од околу 20 мегатони. Значи тоа е прилика као 2000 бомби што се од типот на бомбата фрлена во Хирошима. Ова е еден астероид кој што е забележен во историјата, меѓутоа во тоа време Царска Русија не обраќа голема пажња на овој астероид, затоа што тоа време нели се случува за времето, мислам, на Романов или кој. Така да тек со доаѓањето на Ленин, значи он се испраќа експедиција да се испита што како се има случено со овој астероид. И оно што преска во најавата го рековте да закаснал овој астероид 4 сата, пошто се удира на местото на истата северна географска ширина, значи отприлика некаде 55 степени северна географска ширина, значи да касни 4 сата, он буквално на 8 км ќе експлодира изнад градот Ленинград, односно Санкт Петербург денеска. И при таа експлозија, мислам, тоа што рековте во најава, градот едноставно нема ништо да има.